Филипа Рамос, градејќи го својот пат. Љубопитно девојче што ја сакаше науката. Пред многу години, во 1980 година, се роди девојче по име Филипа. Филипа беше љубопитно дете. Таа сакаше да поставува прашања за тоа како функционираат работите. На училиште, најмногу уживаше во математиката, физиката и науката. Броевите, експериментите и откритијата ја правеа возбудена. Но имаше еден мал проблем. Филипа се уште не знаеше што сака да биде кога ќе порасне. И тоа беше во ред. Понекогаш, најдобрите патишта започнуваат со љубопитност. Семејство со едноставни соништа. Родителите на Филипа не учеле долго кога биле млади. Го прекинале школувањето по 4-то оделение. Многу ја сакале својата ќечерка, но за неа замислувале едноставна иднина. Може би Филипа ќе има сигурна работа, си мислеле. Нормална работа од 9 до 5. Не биле против нејзиното школување, но отворање собствена компанија, тоа им изгледало премногу ризично. Сепак, Филипа продолжи да сонува. Еден ден, Филипа ги сподели своите планови со својот 80 годишен кум, кој целиот свој живот го поминал работејќи како морнар. Сакам да студирам прехранбено инженерство, му рече таа. Нејзиниот кум се насмевна. Тоа е одлична идеја, рече тој. Секој има потреба од храна. Тоа звучи како многу корисна професија. Слушајќи ги тие зборови, Филипа се почувствува посилна и посамоуверена. Понекогаш, еден охрабрувачки глас може да направи голема разлика. Учење и растење Филипа. Напорно работеше на универзитетот. Кога ги заврши своите студии, се случи нешто прекрасно. Таа беше поканета да работи на универзитетски проект. Подоцна, таа почна да работи во прехранбена компанија. Потоа се појави уште една можност. Чекор по чекор, Филипа го градеше своето искуство. Таа откри дека светот на прехранбеното инженерство помага храната да биде безбедна, здрава и добро подготвена за сите. По неколку години работа, на Филипа и недостасуваше нејзиниот дом. Таа сакаше да се врати и да го искористи се што научила. Затоа донесе храбра одлука. Таа ја основа својата собствена компанија наречена Simple to Work. Сега, на место да работи на едно место, Филипа можеше да посетува многу различни места. Болничка кујна, ресторан, хотел или одморалиште. Секој ден беше различен, исполнет со нови предизвици и нови луѓе. Не беше се лесно. Понекогаш луѓето се изненадуваа кога ќе видат млада жена како дава инструкции. На едно место, работниците не беа задоволни што жена го надгледува нивното работење. Но Филипа остана смирена, професионална и силна. Таа веруваше во своето знаење и во својата работа. Полека, луѓето почнаа да ги почитуваат нејзините вештини. Порака за идните инженери. Денес, Филипа го сака тоа што го работи. Нејзината работа никогаш не е здодевна. Таа запознава нови луѓе, решава проблеми и им помага на компаниите да ги подобрат своите прехранбени системи. Филипа верува дека добар инженер треба постојано да учи, работи добро со луѓе, остане скромен, да биде храбар кога се соочува со предизвици. И најважно, таа вели: никогаш не дозволувај некој да ти каже дека не можеш да направиш нешто. Ако работиш напорно, можеш да ги оствариш своите соништа. Соништата често започнуваат со љубопитност. Кога поставуваме прашања и сакаме да научиме повеќе, почнуваат да се развиваат нови идеи. Со напорна работа и учење, нашето знаење станува посилно. А со храброст можеме да ги следиме нашите соништа и да го изградиме сопствениот пат. Токму како Филипа Рамос.